Задоволство ми е да ве поздравам и оваа сабота и да ве поканам на уште едно дружење со новото издание и со мојот денешен соговорник во емисијата Фактор среќа, поддржана од државна лотарија на стандардната фреквенција телевизија Алфа. Мојот и ваш денешен гостин е човек кој што сите многу добро го познаваме, затоа што речиси 5 децении дел од нашата музичка сцена, со своите безвременски хитови, со својот препознатив сил и со својата уникатна и ведра енергија. Иако и подари на македонската јавност безброј хитови, сепак има еден кој дефинитивно ја одбележа неговата кариера, но и неговиот живот. А незиниот наслов е "На Великден сум се заљубил". Песна која е омилена кај сите генерации и песна без која што не може да се замисли Великденот како најубав, најрадосен и најсветол празник на христијаните. Ѓорѓе Васич, односно Џина Папаш Џокси, гостин денеска во Фактор среќа. Добре ни дојде. Добро те нашол. Ти благодарам многу за оваа убава најава. До сега не сум имал толку убави зборови кажани у 30 секунди за мене. И уште многу може да се зборува за тебе, затоа што навистина си човек што за овие изминати 5 децении толку несебично се даваше на публиката, на настапите, на музиката, толку искрено споделуваш и емоции, и песни, и музика со сите нас, со твоите колеги и соработници, што навистина мислам дека си еден посебно омилен лик меѓу сите генерации. Благодарам многу уште еднаш. Дори ме ставаш во ситуација да не знам како да се однесувам. Да, благодарам. Знам дека си скромен по природа, тоа е нешто што те следи од најраните години и нешто што може да го потврдат сите оние што добро те познават и што се дружеле со тебе уште во време на младоста. Впрочем, ние ќе се навратиме сега на тие некои подамнешни времиња, кога ти беше на почеток на својата кариера и кога многу клучни фактори, меѓу кои факторот среќа, одлучија твојата животна патека да врви низ сите тие фази низ кои што помина за да бидеш она што си денеска. Да. Џокси, како започна твојата музичка приказна, иако знаеме дека ти освен музиката се занимаваш со новинарство, имаш актерски талент, значи се работи за една личност која што навистина има повеќе уметнички дарби. Но како се случи еве токму музиката да го дефинира твојот живот? Она што се вели медиумска присутност, тоа е благодарение на моето членство при академска сцена, при културно-уметничко друштво Мирчацев. Тогаш, јас како еден од оние ученици во средно училиште, бев помеѓу послабите во користење на македонскиот јазик, па бев пратен од мојата професорка Славка Арсова да го подобрам говорот на македонски. Со самото тоа членување таму, јас нормално си ја земав и гитарата со себе. Подготвував джинглови за тогашните рецитали и на некој начин тоа и беше поттик за понатаму да размислувам некако по-интензивно да се занимавам со музика. Тоа е период кога ја основав својата група. Мислам, мојата, нашата група Макакус, македонски акустичари. Да, македонски акустичари, со која бевме на некој начин еден нов бран во тогашната држава. Повлековме доста групи и кантавтори од Македонија, не само од Македонија, туку и цела поранешна држава да се занимава со таа дејност, кажи? Патем бевте добитници на многу сојузни награди со Макакус. Тоа е она, да кажеме, таа желба, таа волја да се покажеш пред другите, а другите да го почувствуваат тоа дека е добро и да те наградат. Да, тоа е период кога ги собравме сите оние можни младински и југословенски награди. Потоа имаше еден период кога
не знаеме што да правиме со себе, а тоа се благодарение на она што многумина од нашите членови беа при крај на студиите, така што мора да си ги завршат студиите. Останавме само јас, Јане и Јаце, кои би сакале да продолжиме понатаму. Меѓутоа се случија некои непредвидени работи зад кои моравме да се откажеме од она што го планиравме и некако дојдовме до некој помак од 2-3 години, значи секој да почне на своја страна да соработува и да работи на други проекти. Како и да е, оставивте еден убав белег на музичката сцена во тоа време. Па се на се да, како многу свиревме надвор од Македонија. Значи, пресем збора, мислам на Сараево, Нови Сад, Загреб, Сплит, Љубљана, поголемите центри од музички центри од тогашна држава. Бевме доста активни и тука кај нас. Меѓутоа тоа пак кај нас беше сведено на некои некои незначајни настани, иако тие мислеа дека тоа нешто значајно, да кажеме младинска работна акција Катланово, Стрежево, не знам таму Прилеп. Меѓутоа, сепак, од она што се бараше од нас, ние тоа им го и дадовме. Не бевме во никој случај, не сме ги закинале, што би кажале, ние онака работно. Така, сте ги зачувале тие коректни, убави, пријателски, соработнички односи и потоа, како што кажа, секој по својот пат, нели со својата среќа, со својата судбина, а тебе твојата судбина и твојата среќа те остави тука на полето на музиката, каде што се пронајде и каде што на вистина даде еден убав дел од себе и од својата енергија. Знаеме и спомнав дека на Великден сум се заљубила, дефинитивно песна што ја одбележа твојата музичка кариера, иако на почетокот кога таа песна се роди, не изгледаше се така лесно и сјајно. Има анегдоти поврзани со снимањето на песна. Има. Пред се Тоше Поп Симонов, тогаш неговото студио беше сместено, ајде да кажам, монтирано на Хања, на Крит. И кога се чув со него, тој ми вели, слушај брат, ја не сум во Скопје, ако имаш можност, дојди. Веќе претходно пред да замене, имавме уште едно 3-4 композиции за кои требаше да работи аранжман, меѓу кои некој од нив би требаше да пратам на Макфест. И кога отидов во Хања, ја му викам Тошо, тој ми се извинуваше пред се дека се уште не успел нешто да направи на тие песни што сум му ги дал. Добро, викам, штом велиш така, да ти пуштам, да ти отсвирам една друга нова. И кога ја слушна на Великден, тој рече, батали ги трни и овие на страна, оваа ќе ја работиме. Ја работевме едно 10 дена и направивме еден демо снимак, со кој демо снимак заминав на Макфест. Ја пратив на конкурс. Да, конкурираш. Да. Добив едно образложение дека песната има премногу фолклор и затоа не и приличи да биде на Макфест, зошто да не оди на Валандово. Или Гоцефест. Не знам, некој од тие два фестивала. Не е проблем. Тоа беше 1990-та. Тоа е 90-та година. Да преслушување во Радио Скопје. Единствено радио тогаш. Единственото радио, да. И таму тие, за да донесеш некој снимак од страна, тој треба да подлежи на некој преслушување. Па на тоа преслушување мене ми кажа демек смешно ми е, меѓутоа тоа е тоа. Ти не си способен да фатиш женска, па молиш Бога. И тоа беше толку. Да, веќе наредната... Била несериозно сватена. Па несериозно, пази, пак се уште бевме СФРЈ, се уште бевме држава каде што црквата не беше толку на значење. Веќе наредната година еден член од комисијата на преслушувањето на песната, Јане Кочабашија, бидејќи бевме заедно во жири комисија на Рокфест во МКЦ,
ми приде ми кажа, Джокси, вика, сега е време да ја пуштиме песната, да ја објавиме. Тоа е веќе една година подоцна. Тоа е веќе една година подоцна. И тоа веќе ги собрав моите песни што ги снимав со Тоше, како Джина Папаш Джокси, песните од Макакус, направивме една касетка. Првото пуштање беше во емисијата на Михаил Бошковски. Тој се сеќам на таа касета, на Велигден сум се заљубил, беше на А страна, а песните од Макакус на Б страна. Така. Младите генерации тешко ќе сватат што е тоа касета, особено ако не виделе, но ние повозрастните што не гледаат многу добро знаат и сигурно ја имале по домашните колекции касетата. Во тоа време и да се дојде до таа касета требаше по разни канали да се фаќаат врски. Меѓутоа во овој случај јас бев директно врзан со главниот одговорен уредник, така што не ми беше нешто голема пречка во сето тоа за да се соберат тие материјали и да го направиме тој албум, да го издадеме. А како всушност настана песната? Ние кажавме сега како се снимила, како ја создаде, како ти дојде инспирацијата и која е приказната што стои позади песната? Значи тука има неколку точки, неколку моменти од животот. Првиот момент е со баба ми Уранија бегавме од дома преку прозор. Она живееше, да, затоа што дома не се славеше Великден. Значи таа скришум вапцаше јајца и во автокоманда, бидејќи живееше на приземје, на Јани Лукровски улица, еве сите кои ја знаат, бегавме и во не соборен храм, него тука има една црква, ми се чини дека Свети Димитрија, да не? Не, Свети Архангел, ми се чини дека е во автокоманда. Во автокоманда, да, мислам, во близина на собор. И таму одевме за Великден. Тоа за мене, да кажеме, беше доживување. Јас бев мал. Значи, уште не бев, да кажеме, ни во училиште, не бев тргнат, не бев ни прво оделени. Меѓутоа, моментите остануваат. Раскажувањата на баба, па што се случило со нејзината врска со дедо. Дедо праќал 2-3 години стројници, па тој мојот прадедо Коста ги одбивал. Така, за да една година му упалило и баба Уранија ја дале на дедо Димитрија. Меѓутоа, сето тоа се случувало за Великден во црковниот двор, затоа што единственото нивно излегување од дома е некој црковен празник. Во овој случај станува збор за Великден. А за Великден ден денеска во селото се прави голема фешта. Станува збор за село Ранци од Егејска Македонија. Така што на оваа приказна се надоврзува еден мој момент додека живее во Бол на Брач. На Брач има едно место кое се вика Селце, има една централна, има голема катедрала и тоа е централно место за целиот остров, така што за еден Великден бев присатен и таму. И бидејќи тогаш бев со цигара во рака, и јас бев во процесијата и една од бабичките ми кажа: "Ви младичо не сте одавде?" Викам: "Да, нисам. Одакле сте из Скопје, македонац?" Знате шта каже? У процесии се не пуши. Јас ја фрлив цигарата, ја изгасив, ме фати под мишка и ме стави во први ред во катедралата. И уште тогаш ми кажа: "Ви не знате, каже, овај песме, можете само отварати уста, каже, ја ќе пјава за вас." И така се случи. Меѓутоа, ете гледаш, таков еден момент се спојува со оној претходниот момент на баба. Сега, има еден третен, можеби клучен момент кога 90-та година се врати бев во Скопје и тогаш Војко ми Коста ми беше љут, зошто ти цело време одиш кај тетка ти, не доаѓаш кај мене. И тука сега се прекршуе во мене чувството дека стварно зошто не одам кај Војче, одам кај него, ми ја дава спалната соба. Кој ѓавол ме терал за да ја отворам фиоката? Ја никогаш не сум отворал фиока. Мој, а камоли кога идам кај друг некој на гости. Ја отворам првата фиока
И првото нешто што видам, војна ми перса оставила православно календарче. И го зимам календарчето, го отварам и точно се отвара на Великден. И во тој момент, не знам, тоа е Божја сила. Значи, јас у 20 секунди само викнав, Горане, дојди брго, тој се исплаши, не знаеше што се дешава, викам, зимај, викам, молив и запишуј. Значи, со гитарата, со музиката, доаѓаше и самиот текст. И она што го знаеме ние као на Великден сум се заљубил, се случува тоа во тие 20 минути. Ова е тие 20 секунди. Тие 20 секунди јас му ги однесов на Тоше веќе после 15 дена, каде што тој мораше да ги батали другите песни, да земе таа песна да ја направи и она што прозвучи тогаш таму, само гони што ги пресними гајдите во Скопје и е тоа што и ден денеска го знаеме и го пометиме. Да, и тоа е твојата најпопуларна, најизведувана, најпеена песна, најпреработувана и на вистина е една своевидна празнична химна за секојност. Има уште многу интересни приказни за раскажување, знам дека е така, но пред да продолжиме со нив, ајде те молам да си одбереш и ти, како и сите мои гости, една урбан стил гребка од државна лотарија, за да ја изгребеме тука и да видиме колку те служи среќата кога се во прашање игрите на среќа. Парични добивки или еко-скутер можеш да добиеш ако имаш среќа. Гребам ова што е во зеленово, да, така? Тие зелени 9 полиња, сите треба да ги изгребеш и ако имаш 3 полиња со ист износ, тогаш веќе што добивам тогаш? гребката зависи што ќе пишува на полињата. Значи, може да И добиеш јас пари, може да добиеш и 50 електрично денари ми се моторче, смешат. да си возиш низ градов, економично, еколошки. Не ми треба скутерче у центар сум. Да, тебе ти е таму Јас. 50, значи имаш не е недобитна, Не. имаш утешна добивка, 50 Добро. динари, можеш да си ги подигнеш во некој продажно место на државна Така? лотарија или да си ја смениш грипката за нова, За па друга. може би таму да Добро. имаш повеќе среќа, одлично, Имам супер. кај мене една будка, често идам кај неа, мислам кај другарот, пријателот, комшијата и ќе си ја сменам. И си се напиете кафенце и ќе ја смениш за нова грепка. Сега да продолжиме таму каде што застанавме, а тоа е таа 91 година, кога на Великден сум се заљубил, конечно беше лансирана во етерот, конечно започна да го живее својот живот. Арно, ама таа 1991 година е навистина фактор среќа, среќна година во твојот живот, затоа што тоа е истата година кога ја запозна и твојата сопруга Вики. Ајде сега да ни ја раскажеш таа убава приказна. Па да, на големо се дигна прашина, нели? После песната. Меѓутоа се уште не беше она фатена толку сериозно. Затоа што прва година, прво пуштање, малкумина ја знаја, меѓутоа сепак се слушаше низ етерот. Ми се чини дека вечер имаше некоја своја наградна игра. И тие ми повика на тоа нивното големо извлекување, кое се случуваше на плоштад. И тогаш не пеев на Великден, туку ја пеев Сојла, затоа што веќе 89-та година настапив на Макфест со неа. И ако не ништо друго, кога се качив горе на сцена, само погледнав, мислам, почувствував еден, како да кажам сега, еден продорен поглед дека ме убива, знаеш. И као се врта вака малку понастрана, кога гледам една убава, симпатична девојка. И ништо, беше на плейбек, не морав да обрнувам внимание како се однесувам на сцена. Значи повеќе мислеше на убавата девојка во публиката отколку на пеењето. Повеќе мислев како да ја придам. И кога заврши сето тоа, да, ја ставив гитарата во куфер, дојдов до неа
И само што почнав муабет, ми пријаѓаат и ми велат дека имат организиран настан после ова, некаде на Средноводно, во некоја приватна куќа. Ќе има многу од естрадата, ќе има многу манекени, манекенки. Ќе биде весело, викам, добро, окей. Ама дојде, вика, да ти кажат. Добро, и викам, те молам, чуем ја гитарата. И ништо, јас се тргнав. И тоа мое договарање, односно пренесување на информација траеше едно 10 минути. Меѓутоа, Вики се уште стоеше таму. Па сигурно, кога ти мудро си се сетил гитарата да искористиш за да ја брзаш да те чека. Се уште стоеше таму. Јас се извинив. И разменивме телефони. Немавме мобилки тогаш. Разменивме телефони и тоа беше толку. Таа средна. Јас си се јавив... Истина ли е дека си се јавил цел еден месец подоцна? Тоа сака да ти го кажа. Значи не месец, не скоро месец и пол, 2 се јавив подоцна. Како издржа срцето да не се јавиш? Тоа беше, значи, крај на мај месец беше извлекувањето. Значи, негде средина на јули. И се јавив. Така што беше изненадена. Таа не знаеше веќе кој е. Морав да објаснувам. Добро, нема проблем. Дојди, ќе те чекам. И ме чекаше на автобуска станица во Топанско поле. Онаа станица, горната станица на кај трговскиот центар, што е? Јас точно знам која е, затоа што сум живеела таму. Таа треска што се дуќарите, нели? Ме чекаше тука и тоа беше толку. Веќе наредниот месец ме викна од МТВ, снимавме спотови за нивната продукција, така што, бидејќи јас немав кола, ниту Дарио имаше, ниту Тања Кочовска, не собра нас тројцата и отидовме во Охрид. Тие, ми се чини дека на 3-4 дена се задржавме. На неколку локации беше снимањето и тоа беше толку. Од тогаш до ден денеска сме вака заедно. Долги години заедно, изградивте заедничка животна и љубовна приказна, од која што имате една прекрасна ќерка, која исто така го има наследено од тебе музичкиот талент и дарбата, иако одбра да се занимава со нешто друго и денес живее во Јапонија. Да. Вие минатава година имавте можност да отидете и да поминете таму време со нејзе и да го видите нејзиниот дом, средината во која што сега функционира и претпоставам сега ви е веќе помир на душата отколку само кога се слушавте и онлайн се гледавте и моравте на далечина да живеете одвоени од тие крупни нови чекори на вашата ќерка единица. Кога тргав на интервју, ми забранија строго да зборам за Евгенија и за Токио. Меѓутоа, ќе го споделам не мора ја почитуваме тука приватноста чисто еве како едно доживување кое што сигурно ти одбележа минатава 2025 година, тој пат. Можам да кажам дека најсветлиот момент до сега. Затоа што ние скоро 8 години, не скоро, него 8 години не сме виделе детето кај живее, што работи, со кого се дружи. И ова ни беше као едно вау, нешто големо олеснување. Сега и да не ни се јави, барем знам каде е и знам што прави. А претходно беше тоа све некако страшно беше, страшно. Значи не би сакал никој тоа да го доживее, такво едно оддалечување од своето дете, меѓутоа после таа средба улеснувањето е многу поголемо. Многу сум сега јас порелаксиран, Вики е поопуштена и сега сосема и само ја нема да се јави, да кажеме недела дена, 2 и Вики ќе каже ќерка ти се уште ми се нема јавена. Добро, окей, толку.
Така, но тоа е нешто што ги следи и сите генерации. Впрочем, и ти на времето имаш живеено во Сплит и исто и твоите не можеле да те слушаат доволно често колку што сакале и чувствувале потреба. Па, моето прво заменување за Сплит, што стално и го кажував на Евгенија, немој теби тоа да ти се случи. Не поминаа ни 3-4 дена, јас звонев дома и почнав да плачам на мајке ми. Мамо, види ова, види ваката, аман синко, викам, вчера дојде, сега одма, прилагоди се, види како се живее таму, како живеат другите, така ќе живееш и ти. И кога го зборев ова на Еви, и Еви само ми кажа, ти текнува, вика, ти кога беше во Сплит? Сега, мене истото ми се случува и тука. Да, што мислиш дека ја не сакам да се чујам, да се видам со вас? Да, многу сакам, меѓутоа, работата врските си го чинат своето, што е потполно разбирливо. Так. Џокси, сега уживаш во пензионерските денови и години, слободен уметник си, можеш сам да бираш што ќе работиш и кога ќе работиш, што го доживам како една голема привилегија. Дали можеби за оваа 2026 подготвуваш нешто ново? Дали конечно ќе те видиме на еден голем концерт, затоа што следната пак 2027 е практично јубилејна година. Значи, итаме во пресрет на твојот 50-ти јубилеј како активен на музичката сцена. Се ми е во подготовка. Значи, сето ова што го наброја. Имам неколку песни кои треба на вистина да ги реализирам оваа година. Тие се дел од оној албум за кој имам напишано музика на песни од нашите познати поети. Блаже Конески, Ристо Јарчев и ред други, сега не ги набројувам, нека биде као мало изненадување. Потоа имам други независни проекти кои исто така ќе бидат како поддршка на она што треба да се случи наредната година. Планирав концерт за оваа година, меѓутоа нема да успеам да го реализирам, бидејќи има многу поголеми обврски за кои исклучив дека би можеле да ми се случат. Значи, може би ќе чекаш таа 27 Така што веќе 27, значи сакал некел, нема кај да бегам. Веќе е таа ударна година и мора на некој начин да ја одбележам со сите овие подготовки што ги имам замислено дека треба да ги реализирам. Тука ќе влезат и детските песни. Значи, нема тоа да биде класичен концерт. Па да, и твојата 5 годишна кариера не ја одбележа само поп музика така за возрастни, туку значи, и многу детски проекти. Класичен така концерт нема да биде, тоа ќе биде одбележување сиот оној мој опус што го имам за овие 50 на години. Добитник си на наградата за животно дело Златна буба Мара на популарноста. Имав задоволство и чест да бидам на сцена и да бидам токму јас таа која ти ја врачи таа награда. Ама не се сеќам дали беше 2020 или 19. 2019. Так. Верувам дека и тој момент е еден посебно среќен момент во твојата кариера, затоа што една потврда на твојата популарност, на твојот квалитет и беше тоа момент кога во преполната сала Борис Трајковски заедно со академскиот кор Мирча Ацев ја изведовте на Великден сум се заљубил. Мојата соработка со Буба Мара е, да не кажам, од нивните почетоци. Некаде 2007 или 2008, сега не ме зиме точно за збор, Ранко настојуваше да ја преработиме песната и некако да се договориме со Тоше да ја пее. И ја викам, окей, викам, што се однесува до мене, не е проблем. Само викам, јас Тоше, викам, сега не можам да го најдам. Не се секирај за тоа, не бери гајле, јас вика ќе средам сето тоа. И таа година, неговиот, за жал, последен роден ден, јас се случи да бидам во Крушево на снимање на една детска емисија. И тие хостеците кои беа дел од емисијата, се стрча Џокси го видовме Тоше, вечерва ќе прави роден ден
во дискотеката, да, нивната дискотека, се не ми тека. Планет, ако не се лажам. Планет. Така се викаше, Да. Ама не е могуче, викам, еве ви порака со Тоше, ми вика дека е во Лондон. Не, тука е. Ама викам, не е тука. Тука е, не е тука, тука е. Ајде, викам, одиме. И дојдовме таму и седнавме во едно сепаре, на што ни доаѓа коноброс, вика, се извинувам, вика, меѓутоа, вика, ова е за гостите на Тоше. И ја креам глава, викам, зар Тоше е тука? Викам, вие сте, не е проблем, останете. Човекот мислел дека било за нас резервирано. Не е проблем. Вау, Тоше е тука. И ете го човеков доаѓа. Ништо се поздравивме овона и му викам, викам, нели си во Лондон? Да, викам, мора, вика, вака да кажам, затоа што, вика, знаеш, вика, новинарите ме напаѓаат, а сакам, вика, барем малку да бидам на мир, за да немам некој да ми виси на глава. Океј. Ама кога сака да се наредат работите, се редат. Со песна, вика, шо правиме? Договорено е, вика, се, идам до Лондон, се враќам и ја правиме. Добро, океј. Тогаш во дискотеката беше вака, тутма. И во еден момент ме вика и вика, да ја поздравам, вика, легендата на нашата музика, Джина Папаш Джокси. Ја знаете неговата песна, нели, на Великден. Тој уште не почна да пее, веќе цела дискотека почна да ја пее песната. И тој ме повика кај него, немаше класичен микрофон, туку имаше оние сони едни слушалки и на слушалки ја пееше песната. Еден дечко го имаше снимено тој и момент, ми ја прати снимката, ја снимката имам, меѓутоа снимката нема некој добар квалитет и сега не знам дали да објавам, дали не, меѓутоа нека остане така. Така што не успеавме со Тоше да ја снимиме, тогаш Ранко рече да се обидеме со Ламбе. И Ламбе влезе во комбинација, ја испеа песната, на таа песна додаде Огнен Неделковски плюс уште една строфа и така дека ја збогатена е песната со таа строфа и така многу убаво прозвучи. Јас имам направено уште една по моја иницијатива, Пепа Димитрова ја има отпоено во женска верзија, да кажеме, Великденот, а да не зборувам сега за другите преработки кои... Да, затоа реков, и најпејна и најпреработувана, што дополнително ја зголемува популарноста на песната и прекрасно е што и толку многу години подоцна прифатена е од нови и нови генерации. Така што последната преработка моја е учеството на Златна Бубамара на популарност. Тоа беше незаборавен момент за сите што бевме присутни таму, а пред се и над се секако за тебе. Джокси, се надевам дека ќе уживаме, здравје Боже, во 2027 во твој славенички концерт по повод 50 годишниот јубилеј. Мене ми беше задоволство што денеска беше мој гостин во Фактор среќа. Ова ти е подарок од Државна лотарија. Уште неколку гребки дополнително, додека пиеш кафе дома со Вики, да изгребеш. Така. И што да кажам, освен благодарност во моје лично име и секако во име на гледачите кои што го помина ова саботно попладне, следејќи го интересниот разговор и дружењето со тебе во Фактор среќа. Ти благодарам многу, нема да ти останам должен, ниту тебе, ниту на фановите и очекувајте нова песна. Со нетрпение. Фала ти многу уште еднаш. Верувам дека уживавте заедно со мене и со Джокси оваа сабота. Ако беше така, не заборавајте дека и следната сабота ве очекуваме со ново издание на Фактор среќа и со нов гостин во нашето студио. Ви посакувам убав остаток од вечерта, мирна ноќ и нека ве следи Факторот среќа секојдневно.